вечер во Топ тема. Како да се излечи ранливиот пензиски систем? Како наталитетот и животниот век влијаат на користењето пензии? Каков модел да се одбере? Линеарно или друг начин на зголемување на пензиите? Дилемата се уште се дискутира. Треба ли да се подигне старосната граница и да се зголемат придонесите? Во Топ тема интервју со Никола Мемов, директор на Пензискиот фонд, а почнуваме веднаш по овие реклами. Како што веќе најавив, гостин во Топ тема е директорот на Пензискиот фондот за пензии Никола Мемов. Добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер. Пензиите секогаш во фокусот, едно од најинтересните прашања во јавноста. Со оглед на тоа и колку пензионери имаме во државата, колку пензионери имаме во моментов зарегистрирани за 25-та? Околу 347.000. Тој број, ако го споредуваме со претходните години, е зголемен од минатата година, а намален од 2019-та? Не, варира бројот на пензионери, тоа е жива материја, така да во моментот оваа година имаме околу сега за последната исплата на мартовската пензија на 1 април имаме околу 347.000. Врашав затоа што мислам дека 2019 година е година каде што има најголем број на зголемување на пензионери. 2024 има нешто повеќе од лани. Меѓутоа, ако зборуваме за број на пензионери визави број на вработени, просекот порано беше 1,7 вработен на еден пензионер, што се смета за многу, затоа што по правило, по некои европски стандарди, тој број треба да биде 3:1. Колку е во моментов таа бројка? Последните податоци од 2025 година покажуваат дека тој коефициент или тој сооднос е 1:1,64 за 2025 година и тој се намалува континуирано, например од 2016 година па наваму од 1:86:1 се намалува континуирано надолу, оди 1,80, 1,76 во 2021 година, во 23-та било 1:70 вработени на еден пензионер, за денеска 24-25 година тој коефициент да излез, односно тој однос да изнесува 1,64:1. Бројките ги прашувам заради тоа што секогаш и тежината и приливот во буџетот на Пензискиот фонд зависи од бројот на вработените и од придонесите кои ги плаќаат фирмите. Да, факт е дека е жива материја, меѓутоа не можеме да го достигнеме тој процент од 3:1 тројца вработени на еден пензионер и секогаш нели стравот кај генерациите во мојата генерација дали ќе доживееме пензија. Еве најбаналното прашање, дали ќе има пензии за луѓето над 50? Една констатација, граѓаните да бидат сигурни дека пензискиот систем никој пат не може да колабира во една држава. Затоа што исплатата на пензиите го гарантира државата, односно владата. Тоа е содржано и во Законот за пензиско и инвалидско осигурување, каде што е пропишано дека сите недостатоци во однос на недостаток на средства по однос на прибрани придонеси за пензиско и инвалидско осигурување ќе ги покрие владата од државниот буџет. Така да граѓаните треба да бидат стабилни, смирени и сигурни дека пензии ќе се исплаќаат во една држава, односно во Република Македонија, се додека дека постои државата. Колку пари практично обезбеди владата за оваа 2026 година со оглед на тоа што ПИОМ како ПИОМ нормално дека го нема тој буџет за да ги обезбеди сите пензии, колка е сумата на средства одвоени од буџетот за трансферите што ги прави владата од централниот буџет према Фондот за пензиско и инвалидско осигурување варира од година во година. Минатата 25-та пред минатата 24-та и оваа сега тековната 26-та година трансферите континуирано се зголемуваат, имајќи го предвид скалестото зголемување, односно усогласувањето на пензиите. Граѓаните знаат дека во период од 1,5 година, од септември месец 24 до 1 април 2026 година, номинално пензиите се зголемени за 7.000 денари секој месец. Тоа беше скалесто зголемување, 2 пати по 2.500 денари и 2 пати по 1.000 денари. Линеарното зголемување практично предизвика голема дебата.
се исплатија и сега за мартовската пензија на 1 април 1000 денари за сите исто. И тоа беше прашање кое се даде и на Уставниот суд, кое што не го укина тој предлог. Значи, одлуката на Уставниот суд ја почитуваме ние, таа беше дека измените во законот за линеарна исплата на пензиите, односно за линеарно усогласување на пензиите, подеднакво секој пензионер да добие износ за амортизација на ценовните шокови, изголемувањето на платите. Уставниот суд ја отфрли таа иницијатива, ја оцени како дека не е неуставна и владата ја почитува одлуката, така да со последната измена на законот пред оваа исплата на 1 април практично заврши линеарната исплата на пензиите. Од септември месец 2026 година важат одредбите, старите одредби од законот, каде што усогласувањето на пензиите ќе се одвива согласно швајцарскиот модел. Да, швајцарскиот модел е модел во однос на усогласување на зголемувањето, меѓутоа апропо инфлацијата, која што е сега и неизвестна и тропа на врата што се вели заради ситуацијата во Иран, колку е реално тоа зголемување од 1000 денари или можеше да биде помалку, или пак заради социјалниот момент остана 1000 денари, затоа што ми е нелогично ако се зголемува инфлацијата да остане баш линеарното 1000 денари. Не, прво не станува збор за зголемување од 1000 денари. Кумулативно, периодот додека оваа влада, зголемувањето на пензиите во 7000 денари. Сега, не ви одговорив околу во делот на вкупниот трансфер што го прави владата спрема Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Тие трансфери за 2026 година се планирани на 62,8 милиарди денари. Тоа е близу 1 милиарда евра, да. Овие трансфери што се користат за исплати на пензиите, која е структурата на овие трансфери? Како ПИОМ ги распределува? Како ги распределува? Зашто ги троши ПИОМ овие пари? Значи, околу 30 милиарди денари се користат за исплата на покачените пензии, овие од 7000 денари. Околу 200, односно 13,7 милиарди денари се користат за здравствено осигурување на пензионерите и 19,6 милиарди денари се транзицијски трошоци кон пензиските друштва од вториот столб, што значи 6% од вкупните придонеси или една третина од вкупните приливи по основ на придонеси за пензиско осигурување. Значи тие одат во вториот столб. Меѓутоа, она што е нејасно, не се користат сите цела 1 милиарда евра за исплата на пензиите. Тоа е заклучокот на мојата теза. Меѓутоа, зошто се одвојуваат од овие средства за Фондот за здравство, односно секогаш е поставено прашање зошто ПИОМ ги плаќа средствата за Фондот за здравство на еден пензионер, затоа што кога работиме пак средствата ги уплаќаме директно во Фондот за здравство. Ова е сега едно прашање кое што и ние го детектиравме како менеджмент во фондот за пензиско. Практично се користи средствата од придонеси за пензиско осигурување се користат за здравствено осигурување на пензионерите. Така е предвидено во законот. И сега износот за здравствено осигурување на пензионерите, кој што го покрива ПИОМ, е во висина од 11% од нето исплатената пензија. Од нето исплатената пензија. Значи, во зависност како растат пензиите, така расте и придонесот за здравствено осигурување на месечна основа. И сега, кога осигурениците, сите вработени кои што плаќаат придонеси за пензиско осигурување, инвалидско осигурување, тие се во висина од 18,8%. Од тие придонеси, преку тие придонеси, граѓаните остваруваат право на социјална заштита, односно право на пензија. Кога плаќаме делот бруто платата, нели е и здравственото осигурување на вработените, односно на осигурениците. Преку месечното плаќање на здравственото осигурување на осигурениците,
самите вработени, граѓаните остваруваат право на здравствена заштита во тој тековниот месец. Законот не предвидува дека со плаќање на здравственото осигурување, на придонеси за здравствено осигурување, ќе се стекнат со право на здравствено осигурување кога ќе се пензионираат. И тоа е некоја чудна ситуација која што веројатно треба да се смени. Така е дефинирано во законите. Сега ние можеме да дискутираме за овие прашања, може да се отворат во рамките на Министерството за здравство, Министерството за социјална политика, демографија и млади и да се дискутираат овие состојби. Зошто од придонесите за пензиско инвалидско осигурување се исплаќа здравствено осигурување на пензионерите? Имајќи во предвид дека фондот за пензиско инвалидско ПИОМ не е работодавач на пензионерите. Да, ние сме сервис на пензионерите за остварување на права. Да, меѓутоа се исплаќаат и инвалидските пензии преку ПИОМ, се исплаќаат и семејните пензии преку ПИОМ, значи земјоделските пензии, пензиите на свештени лица. Да. Меѓутоа она што исто така е битно е што во последната посета на представници на ММФ се побара еден вид на ново планирање, можеби реорганизација на пензискиот фонд. Што практично или кои се тие резултати од тие разговори и дали веќе има конкретни предлози или размислувања кој модел да се опфати. Дури во коментарите кога ја најавивме емисијата, некој велеше австралискиот модел, за ова со покачувањата, нели го разговаравме швајцарскиот модел. Меѓутоа, дали има сугестија каков модел е потребно на Македонија за успешен и неранлив, како што реков на почетокот, пензиски фонд? Граѓаните треба да знаат и да бидат свесни дека не постои пензиски унифициран модел кај што може да се прекопира од држава во држава. Секоја држава има свој пензиски систем, свој модел. Некои држави имаат слични модели, меѓутоа нема ни еден да кажете дека е ист, прекопиран од една во друга држава. Од друга страна, еве зборувавме претходно за дефицитот на фондот. Не постои држава во Европска Унија која што нема дефицит. Сите фондови што се за пензиските фондови во земјите членки на Европска Унија имаат дефицит, имаат потреба од вакви трансфери за исплата на пензиите. Освен скандинавските држави, фондовите на скандинавските држави, пензискиот фонд Австралија, пензиски фонд Канада, каде што не се класични пензиски фондови, туку тие се повеќе како инвестициски фондови. И сега, кој модел како, точно е дека последната мисија на Меѓународниот монетарен фонд предложија, односно предупредија дека треба да почне да се размислува за реформа на пензискиот систем. Последната реформа на пензискиот систем во Македонија е направена пред 20 години, во 2005 година, кога е воведен тростолбниот пензиски систем. Нели имаме ПИОМ како прв столб, втор столб задолжителен за задолжително капитално пензиско осигурување и третиот столб како алтернативен фонд. Е сега апсолутно дека ако сакаме стабилизација на пензискиот систем, ние можеме да размислуваме, односно владата почнува да размислува за реформа на овој. Меѓутоа во која насока ќе се оде? Повеќе вложување во вториот столб? Да се мотивираат граѓаните да вложуваат во инвестициски фондови, а недовербата во вложување во нешто непознато, да речам, за нашите граѓани, прашање дали ќе успее, и ние како држава немаме навика за вложување во инвестициски фондови, па дури и работодавачите или бизнисите, прашање колку инвестираат во тоа. Значи ова е едно прашање, затоа што ако се прави реформа, навистина мора да биде соодветна на нашите услови во Македонија. Не, значи во која насока да се размислува. Државата дефинирала, тоа е усвоено правило дека придонесите што се плаќаат од страна на вработените не се доволни да се исплатат пензиите. И уште во 90-тите години, јас тоа сум го зборувал во јавноста, значи во 90-тите години, при процесот на приватизација на стопанството, дел помеѓу 10 и 15%, ако не се лажам, од акциите на акционерските друштва им припадна како собственост на фондот, на пензискиот фонд. За да може после тоа
преку работа, преку исплата на дивиденди да се полни касата на фондот на ПИОМ. Сега од X причини владени состави на Македонија во минатото, голем дел од тие акции ги имаат продадено. ПИОМ како фонд државен имал акции во најголемите 12 акционерски друштва, во Алкалоид, во Пивара, во Цементарница, во Европа, не знам, низ големите компании. Меѓутоа, тие се продадени во текот на низ годините. Ние се уште имаме акции од кои што остваруваме дивиденда како пензиски фонд од Комерцијална банка. И добре доедени се тие средства. Не се во значително голем износ од значење на фондот за покривање на пензиите, затоа што тука станува збор за големи средства, меѓутоа секако дека се добре доедени. Сега од 2002 до 2005 година утврдено е дека овие средства не се доволни, веќе нема од каде да се црпи дополнителни пасивни извори на приход во ПИОМ. Воведен е на предлог од Светска банка, воведен е вториот столб, каде што дел од придонесите за пензиско осигурување, 1/3 од тие се префрлаат во пензиски друштва кои што се овластени компании кои што ќе ги инвестираат средствата на некаков начин. Меѓутоа, согласно законот како што е сега дефиниран, можностите за оплодување на овие средства, можностите за инвестирање на овие средства се ограничени. Да, и тука е проблемот во однос на развојот на тој втор столб. Таму граѓаните треба да знаат дека тоа е како штедење сега во моментов. Не е штедење. Затоа што прашање колку не е штедење, затоа што граѓаните на своји приватни сметки во трите пензиски друштва од вториот столб имаат акумулирано повеќе од 3 милиарди евра. Сопствени средства. Кои би ги располагале веднаш по остварувањето на старосна пензија. После остварувањето на право на пензија, тие ќе може да се користат. И сега законодавецот предвидел дека пензиските друштва може да инвестираат, меѓутоа со ограничени можности. Само 30% од вкупниот фонд може да се инвестира во странски берзи во странски компании. Другите средства се инвестираат 30% мислам на домашната берзија и 40% во државни обврзници. Сега прашањето е дали државата има потреба да позајмува сопствени пари од придонеси од граѓаните за да и на тие пари да плаќа 5% годишно оваква камата. Да, тука е факт е дека моделот се надевам на стратегијата ја работи Министерството за труд и социјала или заедно со вас како има планско деление или самостојно само труд и социјала? Не, има во рамките на владата преку Министерството за социјална политика има работна група која што работи на реформа на пензискиот систем. Таму имаме ние како ПИОМ своји представници кои што ќе ги пренесеме ние нашите ставови, размислувања, предлози и така натаму. Со оглед на тоа што вие ги имате бројките, а податоците пак што велат? Во однос на 21 година пописот покажа дека околу 62.000 граѓани на оваа држава со наполните 65 години не примаат пензија. Исто така бројките покажуваат дека околу 100.000 луѓе во државата се вработени на црно без пензија. И сега, ова е еден дел од факторите кои влијаат да нема пари во пензискиот фонд, затоа што не се плаќаат предонеси и најголем број од пензиите во државата се минимални пензии, околу 40%, што значи дека се плаќале многу мали придонеси во пензискиот фонд. Значи, се зависи од плаќањето на придонесите. И третата работа, барем искуствено, младите како да сакаат веднаш поголема плата, без оглед дали се пријавени или не. Значи се намалува, интенцијата би била да се намали бројот на придливот од придонеси.
Сега многу податоци во една реченица. Многу податоци и прашања во едно прашање, меѓутоа еве ќе се обидам да сублимирам. Прво не знам од кај ви се овие податоците. Податоците се од Заводот за статистика и податоци кои покажуваат дека од 80 до 100.000 до 100.000 дека работат на црно 100.000 луѓе така натаму. Вие да се условите за остварување право на пензија, викате 62.000 луѓе над 64 години. Во 21 сега немам податок за. Добро, не оствариле право на пензија. Според пописот. Во ред, значи условите за остварување право на пензија се утврдени во законот. 15 години стаж, 15 години стаж, 62 и 64 години за жена и маж. Ако некој уплаќал придонеси, значи 15 години и има години старост, остварува право на минимална пензија. И сега кога станува збор за минималната пензија, на почетокот кажавме дека пензиите се зголемени за 7.000 денари, номинално во вкупниот износ за 36% или просечната пензија овдека во државата за година и пол е покачена за скоро 40%, меѓутоа минималната пензија е покачена за 68%. Од на 21.000 до 13.000. Од 13.200 сега минималната пензија е 20.888 денари. Влијале многу фактори. Ова е само за период од година и пол, од 24 година септември до 1 март 2026 година. И сега во делот на прибирањето на придонеси. Многу е важно колку луѓе уплаќаат придонеси и на која основица, на која просечна плата уплаќаат. Тука е мотивираноста да ги плаќаат придонесите и работодавачите. Апсолутно се согласувам. И да ги вработуваат лицата кои што долго време не биле претходно вработени, да се ограничи, имаше идеја на 2 години, не повеќе од 2 години да може да работи во една организација. Зборам за приватните стопанственици. Зашто по договор на дело? По договор на дело, туку веднаш потоа да биде вработен. Значи тука се разговори на ниво на стопанските комори и на владата, министерството за. Прво вака, значи не постои институт договор на дело во приватен сектор. Договор на дело има само во јавен сектор. Да, меѓутоа збориме за невработени лица кои што примаат хонорари наместо тие се други. Придонеси. Бројот на лица кои што плаќаат придонеси варира. Значи, еве, имаме податоци од 2010 година до 2025, каде што континуирано се зголемува од 2010 до 2019 година од 466.280 плаќачи на придонеси, да речеме, или вработени кои што плаќаат придонеси, во 2019 година таа бројка да достигне 581.405 и после од 2019 година бројот на вработени кои што плаќаат придонеси се намалува, сега имаме 570.206. Меѓутоа симптоматично е дека овие податоци се сега по години, меѓутоа во рамките на една година, кога ги гледаме ние податоците во распоред по месеци, имаме огромни флуктуации. Во некои месеци имаме поголем број на ова се просечни бројки по годините кои што плаќаат придонеси. Од што зависи таа флуктуација? Огромен па намален, зголемен па намален. Зависи како ги исплаќаат платите работодавачите. Инаку, еве и овој податок, се многу податоци изнесуваме, меѓутоа такова е природата на институцијата. Значи, структурата на вработени кои што плаќаат придонеси е следна. 77% од овие вработени што плаќаат придонеси отпаѓаат на приватниот сектор, 23% се од државниот сектор. Етаблиравме ново актуарско оделение изминативе неколку месеци, кој што не постоеше, можеби 10 и 13 години во ПИОМ. Преведете го тоа актуарско оделение за план и анализа ли? Актуарското оделение е оделение за долгорочно планирање. И сега ние овие податоци ги црпиме благодарение на анализите што ги правиме, на собствените анализи. Не се подпираме сега на бројки кои што ги добиваме од страна, него ги анализираме нашите бројки. Во оваа година и пол, од кога е новиот менеджмент на ПИОМ, имаме суштинска промена во раководната структура и во менеджирањето на фондот. Претходно, политиките на менеджирање на фондот зависи од Министерството за финансии. Фондот можеби го третирале само како шалтер за исплата на пензии. Меѓутоа, сега ситуацијата е сосема поинаква. Имаме редовни квартални
брифинзи, заедно двата фонда, фондот за пензиско, фондот за здравствено, Министерството за финансии, кај премиерот, каде што ги дискутираме овие планови и ги следиме тековите. Кога сме кај Министерството за финансии, Министерката за финансии изјави дека во ПИАМ се слеале помалку средства, кога ги објаснуваше приливите во буџетот. И беше тука прашањето зошто е тоа така, визави средствата кои се слеале во фондот за здравство. И е чудно кога некој се плаќа придонеси да бидат платени средствата за фондот за здравство, а да недостасуваат средства од фондот за пензиско осигурување и вели дека дека мора од буџетот да се покрива дупката во ПИОМ која што настанала и навистина беше чудно како е тоа можно. Едноставно е. Значи, јас ја следев пресконференцијата на министерката, тоа беше негде после Нова година и навистина чудно е ако имате различен степен извршување на буџетот, на наплата на придонесите за здравствено и за пензиско осигурување. Актуарското одделение, нашите пресмети покажаа дека станува збор за техничка грешка во планирањето на буџетот што се прави во Министерството за финансии. Сакате да кажете дека различни основи се земаат во делот на планирањето на буџетот. Значи според вас немало дупка во ПИОМ визави парите во Министерството за здравство, затоа што е чудно дека некој ќе го плати. Што подразбирате под дупка? Така беше кажано дека недостасуваат. Беше чудно како може во фондот за здравство да биле уплаќани средства, да не биле уплаќани во ПИОМ. Па тоа ви кажувам, различна е основата. Која е основата всушност? Различна основа во двата фонда имало за планирањето на буџетот за 2025 година. Сега за 2026 треба да е еднаква. Сметате дека само заради пресметката тоа е во делот на планирањето на приливите. Вие можете да испланирате дека оваа година ќе соберете толку и толку приливи. Она што е инаку еве во делот на прибирањето на придонесите, овој квартал, првиот квартал покажува точност, огромна точност и на актуарското одделение и на Министерството за финансии во делот на планирањето на приливите, и тоа на месечно ниво. Пазете, ние зборуваме сега за приливи 6, 7, 8 милиарди денари. Тоа се 120-130 милиони евра приливи кои што доаѓаат на месечна основа. И на квартално ниво имавме потфрлање во делот на собирањето на приливите во месец јануари. Отстапувањето беше некаде можеби до 500 милиони денари, меѓутоа тоа се изнивелира, помалку плати се исплатиле во месец јануари. Можеби луѓето заминале тоа. Меѓутоа ова имаме компензација во февруари и во месец веќе имаме стабилизирање на прибирањето на приливите по однос на пензиско осигурување и тие придонеси се може и луѓето отишле во пензија нова година ги исполниле условите. Бројот на пензионери секојдневно, секој месец е различен. Еве само уште овој податок, само на 1 април кога ги исплативме пензиите во фондот на ПИОМ имавме прилив од 956 милиони денари по основ на придонеси. Тога се платиле платите. Она што исто така загрижува е колку време ние ќе уживаме во пензијата. Ако просечната старост на жените е 80 години, на мажите 75-6, и ако се зголеми старосната граница, што е под знак прашање дали ќе се зголеми, дали ние ќе уживаме во пензијата многу малку. Работиме 65 години, некои работат 67, да речеме, а ќе уживаат во пензија само 7-8 години, особено тоа кај мажите, вака според податоците за старосната структура. Така да ако се зголеми старосната граница, како што е во голем број на Европската унија земји, па дури во Србија до 65, тогаш навистина многу е мал периодот на користење на пензија. А тоа може да биде иницијатива за да се стабилизира пензискиот фонд. Многу е неблагодарно да се зборува на оваа тема, меѓутоа бројките се неминовни и зборуваме сега од статистички аспект. Инаку секој пензионер, секој осигуреник е човечко битие кој што заслужува да прима пензија, нели, многу повеќе од ова сега што ќе го кажам.
Значи, за жал статистиките во Македонија кажуваат дека просечното време траење на користење на пензија е 11 години. Тоа значи дека овие бројки што се статистички, не знам сега на кој начин ги пресметува Завод за статистика, меѓутоа може да се однесуваат и за граѓани кои што не се корисници на пензија. Зборувам, користењето на пензијата е во просек од 11 години. Да, во моментов ја зборувам, ако се зголеми старосната граница, како во европските земји, значи, тогаш ќе биде многу помало тоа. Ова значи дека од 62 и 64 години, 62 за жени, 64 за мажи. Континуирани се предлозите и од Светска банка и од ММФ дека треба да се зголемат стапката на придонес за пензиско осигурување, да се зголеми старосната граница за одење во пензија. Тоа беше предлог и сугестии на Фискалниот совет, ако се сеќавате, пред година и пол. Со право сериозна институција, сериозно тело е тоа, каде што се грижи за фискалната стабилизација и сигурност на буџетот. Меѓутоа, владата тогаш донесе одлука да зголемувањето на старосната граница не биде составен дел на фискалната стратегија од 2025-2029 година. И ние одиме со тој став, дека не мора да има зголемена старосна граница за да се стабилизира, да речеме, пензискиот фонд или пензискиот систем. Ние сметаме дека можно е, и ние од фондот размислуваме и на таа тема, дека можно и со други мерки, анализи, методологии да се стабилизира пензискиот систем. Кои се тие мерки? Во моментот не можам да ги дискутирам во јавноста, затоа што тие се на ниво на драфт, каде што треба да се изанализират во рамките на фондот. Сериозни анализи правиме, кои што ќе бидат предложени и до Министерството за социјална политика и до владата, односно до кабинетот на премиерот. Да, меѓутоа многу фактори влијаат. Ајде да речеме, за разлика од можеби нордиските земји, тука се помала е старосната граница, просечниот живот. Втората фактор е наталитетот, кој што се намалува. Значи немаме нови вработувања. Третиот фактор е иселувањето на населението, кој што исто така не обезбедува, нема вработување во одредени региони и нема придонеси. Значи сето ова притиска на фондот. Многу е важно следнава работа. Државата да создаде амбиент да е исплатливо на работодавачите да уплаќаат придонеси. Тоа се прави преку законското решение, преку законските мерки. Да сегашната методологија на пресметка на пензија, еве ја анализиравме и методологијата, која што се провлекува во изминатите 50 на години. Имаме детектирано нелогичности, каде што за ист стаж, години стаж, лице остварува право на пензија. Еве 3 лица остваруваат право на пензија, како прост пример. Имаат ист временски стаж, години стаж, имаат иста просечна плата, а разлика у пензија. Зошто е тоа така? Тоа е разликата во пензијата, затоа што има во методологијата на пресметка на пензиите така наречени заменски стапки, кои што зависат во кој период е остварено правото на пензија, односно во кој период е остварен стажот. Пред 2001 година или после 2001 година. Зошто се прави таа разлика? Не можам точно да одговорам, затоа што законодавецот така го искреирал законот. Сега, ако се размислува пошироко, ова работа треба да се коригира. И од друга страна, основата на секој пензиски систем, овдека во ваша емисија, тоа јавно го имам кажано, е дека ние како држава треба да овозможиме на стабилен и поберикетен живот на возрастната популација. Добро, факт е... Не е главна цел стабилизација на факт е дека е популистичка метода, пензионерите се гласачи стабилни, секогаш се прибегнува кон тоа да бидат задоволени, меѓутоа има уште една работа кога споменува збор за разликите. Не во секоја држава имаме пензиски систем, тоа да знаете. Добро, има инвестициски фондови. Не, значи
пензискиот систем како институција е востановена пред 120-30 години во светот. Значи претходно немало пензиски системи и сега во многу држави во светот и исто така нема пензиски системи. Тука дека може да нема пензиски систем, рековте дека ќе си има, реков дека меѓутоа колку е заблуда дека во однос на пресметката на пензиите, повторно се вратам на тоа, како се покачуваат придонесите, односно платата и ако се уплаќаат целите придонеси, многу луѓе сметаат дека ајте, колку ми се зголемува платата, се уплаќаат придонесите, јас имам поголема пензија, само да напоменам дека максималната пензија е 85.000, а минималната е 20.880. Дали таа формула важи или само за оние што имаат бенефициран стаж? Мислам, колку се во заблуда ако мислат дека ќе работат до 65 или 67 години за да набијат процент поголем за пензија и поголема пензија. Вака сега. Основни услови за, односно фактори кои што влијаат на висината на пензијата се годините стаж и просечната плата што ја има остварено одреден вработен во тој стаж. Пример, имате работено 35 години или 40 години, се зема просекот на плата што го имате во целиот работен век и се множи по одредена заменска стапка која што е предвидена во законот. Освен, ова не важи за припадниците на МВР, на АРМ и за уште некои други категории, кои што се со бенефици. Кај нив се земаат најдобрите 10 години во делот на просечната плата. Кај другите не е така, значи да не се амбицираат да работат апсолутно не. Колку можат повеќе мислејќи дека ќе им биде 85.000 Најбитната работа во ова насока е да работодавачот ги стимулира работодавачите, односно законодавецот да го стимулира работодавачите да плаќаат придонеси, да е исплатливо да плаќаат придонеси. Еве ја спомнавте максималната пензија. Значи, максималната пензија во државата е определена со закон и таа изнесе околу 85.000 денари. Максималниот износ на кој што еден вработен може да плаќа придонеси е на 16 просечни плати. Тоа му доаѓа негде околу 950.000 денари, еве нека и до 1 милион денари. Ако некој вработен има плата повеќе од 1 милион денари, 2, 3, 5 милиони денари, ни доаѓаат клиенти, мислам вработени осигуреници со 9,5 милиони денари плата. Да. А они придонесите ги плаќаат само на овие 16 просечни плати. На тој начин, кога ќе го остварат правото на максимална пензија, тие не се стимулирани веќе да плаќаат придонеси. Затоа што си вика, јас сум ја остварил правото на максимална пензија, нема потреба, нема зошто да плаќам, државата не ме стимулира. Освен ако не се зајакнат контролните механизми, инспекции овона, за да контролираат дали вие сте пријавени или не сте пријавени. Она што ми е интересно и секогаш во фокусот, добро, земјоделските пензии се пензии кои плаќаат практично 20% од просечната плата. И таа сума е некаде околу 17.000 денари. И таму кај земјоделците е во ред, затоа што никош не знаеме колкав приход ќе оствари. Не е баш така, и таму треба да се зајакнат контролните механизми, меѓутоа еве. Она што е интересно секогаш е колкави пензии земаат свештените лица и зашто таму нема скалесто плаќање на придонесите, заради што ниту архиепископот, владиката и некоја свештено лице немаат исти приходи. Уверена сум во тоа, апсолутно. И никогаш законодавецот не предвидел дека тука треба скалести придонеси да се плаќаат, туку плаќаат 50% од просечната плата. Па што се они поразлични, ова не ми е јасно како и на Уставен суд обстанало, од сите нас граѓаните. Опфаќаме широк опсек и земјоделците и свештени лица и тоа е добро за емисијата и за граѓаните затоа што интересно е прашањето. Земјоделците и свештените лица се повластена категорија за која станува збор за плаќање придонеси. Зошто е тоа така?
законодавецот предвидел кога го пишувале закон. Ајде за земјоделците ка разберам, може да имаат приноси, може да немаат, родот да роди не. Ама свештениците од што зависат, од број на венчавки погреби? Сега граѓаните да знаат. Значи, регистрираните земјоделци остваруваат право на пензија ако се регистрирани, нели, минимум 15 години и согласно законот тие може да плаќаат придонеси на минимален износ на 20% од просечната плата во државата. Тоа значи ако просечната плата е 50.000, они ќе платат 10.000 денари. На 10.000 денари придонеси, односно 1.880 денари месечно. А при тоа ќе остварат право на земјоделска пензија во висина од над 17.000 денари. Тоа е број 1. Број 2, свештените лица, законот предвидува исто 15 години, се изготвуваат така наречени декларации во ПИОМ и они плаќаат повластена стапка на придонес на износ од 50% од просечната плата и на тоа плаќаат придонес и остваруваат право на минимална пензија која што е 20.888 денари. Архиепископот ќе оди со плата од 20.000. Тоа е минимум на кој што може да се пријави. Ако сака неограничено висината после до колку? Може да оди до 16 просечни плати, до 800.000, до милион. Меѓутоа, повторно ќе кажам, зошто се повластени, не останува отворено прашање. Се согласувам, отворено е прашањето, законодавецот треба да го прашат. Пауза за реклами и одиме во вториот дел од оваа емисија за тоа кои се работи се детектирани од Државниот завод за ревизија и недостатоци во ПИОМ. Останете со нас. Продолжуваме со топ тема. Она што е забележано во последнава година и повеќе е една од работите што и ние ги истражувавме во Кота е допишување на стаж на нелегален начин во пензиските за пензионери. Тоа го води финансовата полиција, меѓутоа еве внатрешната контрола што точно утврди колку примери на допишување на стаж на нелегален начин најдовте во пензискиот фонд? Ја поздравувам иницијативата на КОД да ги отвара сите овакви прашања. Имавте и друга иницијатива во делот на јавните набавки. Може ќе ги спомнеме. Да, тука пред мене е ревизорскиот извештај во однос на тие прашања. Што се однесува до предметите за допишување на стаж, има 10-15 предмети кои што се предмет на истражување и целокупната документација што ја имаме ние во однос на тие предмети, односно на тие досија, дадена е на разгледување на финансиската полиција. На кој начин се допишува стажот? Тоа да си го допишеш стажот во системот, треба да влезеш и да го допишеш. Просто е, да. Значи, во делот на решавање на одреден предмет, пензиски предмет, првото нешто што се прави е проверка на стажот, односно дали се платени придонеси, имаме М1, М2 образци, пријава, одјава во Завод за вработување, М4 образец каде што се евидентира плаќањето на придонесите, платните списоци и така натаму. Сега имаме служби кои што се задолжени за внесување на тој стаж во системот и најверојатно имаат направено одредени фалсификати тука со фалсификување на документи од Управата за јавни приходи, каде што најверојатно имаме фалсификати на печатот на УЈП за платени придонеси. Дали се работи за организиран криминал на релација вработени на УЈП, вработени во фондот за пензиско осигурување? Не, тоа ќе си утврди финансова полиција, органите на државата. Не можам да давам такви квалификации. Работат финансова полиција работи 2 месеци, мислам 2,5 месеци, после нова година се дојдени во фондот. Целокупната документација е дадена. Ние имаше
и утврдена од службите детектирано, меѓутоа и од вакво анонимни пријави до финансова полиција. Раководителот на филијалата во Скопје ми донесе документи каде што вика не можам да ги потпишам јас овие предмети затоа што имаме евидентирано ваква и ваква состојба. Во најмала рака треба да се проверат дали тие се вистинити, невистинити и така натаму. И уплати. Она што го детектираш... Меѓутоа, она што е симптоматично е дека сите овие предмети се за досиеа каде што се очекува, односно се бара минимално остварување на стаж од 15 години. Па им фалело на некоја 1 година, 2-3 години, веројатно има понудено средства за пари, подкуп, за да се направат ваквите дејанија, меѓутоа информатичкиот систем кај нас евидентира логови, така да може да се евидентира, односно да се види кој службеник тоа го прави, затоа што секој службеник има своја шифра на дејноста. Исто така детектираше Државниот завод за ревизија многу работи кои што се случувале во фондот, од јавни набавки кои што беа, не зборувам само за молерисување, туку начинот на спроведување на јавни набавки и дефинирање на цени, договори за закуп на простор на 20 години, недоследности во начинот на ангажирање на дворнични лица на договор за дело, и многу работи што не се евидентирани, изголемување на плата на вработените со исплата на додатоци на плата согласно, значи многу беше детален тој ревизорски извештај, го очекуваме и новиот, и вие од кога сте. Веројатно ова е за 24 година, за 25-та нема, не е излезен. Значи вака како сублимат. Точни се овие наоди на Државниот завод за ревизија и врз основа на наодите од Државниот завод за ревизија постапува финансова полиција, обвинителство, понатаму ако има одредени злоупотреби. За делот овие предмети што ги кажавте, односно случаи наоди, има покренато кривични пријави против претходни директори на фондот, претходен генерален директор за кој што се води постапката. Точно е за 24-та година, сега имавме завршен состанок со Државниот завод за ревизија. Согласно законот ние сме предмет на ревизија како фонд секоја година и наодите до септември месец 2024 година, додека беше старото раководство, се практично идентични од наодите од 20 од препораките не биле спроведени. Не биле спроведени препораките од извештајот од 23 година. Меѓутоа, како заклучоци сега од последниот квартал, практично јас сум именуван за директор од 20 септември 24 година, сите набавки наваму и сите наоди што биле евидентирани во извештајот се коригирани. Затоа што кога ја евалуира работата на 24 година, ги гледаат и препораките, дали се направени препораките во 24 и 25. Ние ги дадовме сите наши начинот на кој што функционира сега фондот и наодите се во, може да кажам слободно, 90% одстранети, она што законски ние можеме да го... Колку имате хонорарци сега, затоа што тогаш прекина договорите на околу 200 хонорарци одеднаш? Така е, значи јас кога стапив на функцијата, дојдов на 20 септември 24 година со 200 луѓе помалку во фондот. Тоа беше страшен хендикеп за старт за нов почеток на работата на фондот. Вие од 500 луѓе, претходно имало 700, сега да продолжите со 500. И добро, некако до нова година успеавме да амортизираме со некои согласности за договор на дело, па околу 20 на луѓе распоредивме низ филијалите во Македонија. Затоа што последниот квартал од 24 година фондот беше така доведен, осипан со кадар, значи институционална руина затекнавме. Што значи тоа? Во Битола, класичен пример ќе ви дадам. Во Битола во филијалата имавме 6 вработени само.
во прилеп 4 или 5. Во другиве филијали по 5, по 6. А во дирекцијата колку имате вработени? Во дирекцијата има превработување, а во Тетово имавме 55 и денеска имаме 55. Во Гостивар 27, во Куманово 25. И сега имаше направен таков дисбаланс во структурата на вработени. Сега имаме ангажирано околу 70 луѓе, 60 по договор на дело, 65 се во филијалите, а 5 доктори ангажирани имаме во комисиите за инвалидски пензии. Да, тука само да напоменем и таму имаше минатата година случај каде повеќе од 50 лица преку лажни дијагнози овозможувале туѓа нега на инвалидски пензии. Да, тоа како се викаше, ајде да речеме метастаза 2 може дека беше. И имаше доктори кои што завршија во затвор. Во затвор. Сега добро, за крај едно прашање. Само за гледачите, пошто многу е чувствително, имаме многу барања за инвалидски пензии, за скратено работно време, за олеснато работно време, олеснати работни места и така натаму. Работењето на комисиите сега е овозможено преку со 7 доктори, 5 се по договор на дело, 2 докторки се во редовен работен однос и ако минатата година или предминатата година имало 2.500-3.000 предмети, веќе се сведени со нивната ангажман работата на тековно работење. Значи работиме со 300-400 предмети кои што се во оптека за цела држава. Меѓутоа контролниот механизам очигледно дека треба да работи во фондот контролниот механизам, вака само затоа што ова е навистина еден само долг список. Само да знаете, значи они работат врз основа на документација која што ја издаваат доктори специјалисти од клиниките. Нашите доктори вршат прегледи, ја гледаат прегледи на пациентите, односно на луѓето и документацијата, а имаме второстепена ревизиона комисија која што е во рамките на Министерството за социјална политика, каде што тамо 3 или 4 комисии ги ревидираат позитивно решените случаи предмети на комисиите. И за крај тука сум стварно задоволен. Уште една минута време имаме за крај, бидејќи доаѓате од знам. Се очекува реконструкција во владата и се погласни се шпекулациите дека ќе биде сменет министерот за правда кој доаѓа од редовите на знам. Еве какви се разговорите, преговорите со премиерот и со вашиот коалиционен партнер, колку знам може да изгуби во таа реконструкција, а што може да добие? Прво една работа. Знам раководи со 2 министерства, имаме 2 заменици министри, 2 државни секретари и еве фондот за пензиско како една од најголемите институции. Кога влеговме во преговори со ВМРО-ДПМН како партнери во владата, ние влеговме на принципијални основи со програмски определби. Без разлика на индивидуалните решенија. Нашите програмски определби на знам се вградени во државната програма. И тие не зависат од човечкиот фактор кој ќе ги имплементира тие. Значи и да изгубите министер, нема да се грижите многу. Не, тоа е една работа. Втора работа. Ние правиме евалуација во рамките на партијата на учинокот на нашите јавни функционери. Затоа што улогата на знам покрај да биде коректор на власта, што де факто ние покажуваме дека сме коректор на власта, имаме и друга цел за која што сме влезени, да покажеме различен пристап во за имплементација и за управување на... Добро, значи не ми одговоривте дали ќе настраданите од вашите министри, немаме веќе време, во 30 секунди. Ќе ви кажам и тоа. Значи, евалуација правиме на работата на сите јавни функционери. Евалуацијата покажува дека апсолутно овие функционери кои што ви ги набројав се на висина на задачата и ги остваруваат програмските определби и на владата, меѓутоа и на партијата. Значи, апсолутно нема простор за било какво размислување за промена на било кој од овие функционери што се предложени од знам. Останува да видиме. Ви благодарам многу. Одлуката за тоа евалуацијата, од целата одговорност е на претседателот на владата. Сега тие прашања се уште не се започнати, официјално се уште немаме никакви средби и отворање на овие прашања. На оваа тема не се разговарале представници на преговарачките тимови како партнери во владата ВМРО-ДПМН знам. Ние имаме договор само со ВМРО-ДПМН.
Меѓутоа ги почитуваме колегите од Вреди, заедно сме во коалициона влада, така да спроведуваме владината програма. Ви благодарам што бевте гостин во Топ тема, а вас почитувани гледачи се надевам дека еве многу бројки, детали, но се надевам дека пензискиот фонд ќе биде доволно јак за сите ние кои што се надеваме на стабилни пензии во иднина. Имајте пријатен вечер со програмите на Телма. Пријатна вечер.